Добар ден, со нас е пратеникот Зеки Рамчиловиќ. Ви благодарам што прифативте да учествувате на ова интервју. Па веднаш би почнале со прашањето како ќе оцените меѓуетничката состојба во Македонија? Меѓуетничката состојба и воопшто, значи, меѓуетничките односи во Македонија за мене се на едно високо ниво сепак, во целина гледано, по крупните прашања. И тука може би има две различни, може да се од две различни гледања. Значи, кога гледаме општо, тогаш ги земаме во предвид сите македонци, албанци, турци, роми, бошњаци, власи, значи да не набројувам, и тие што се спомнати, и тие што не се спомнати во преамбулата на Уставот, и тогаш генерално окей. За разлика од еден период кога имавме, да не кажам, секој втор ден тепачка по некој автобус или не знам ти по училиште и слично. Во тој дел, значи, генерално гледано, имаме стабилни и можеме да кажеме дека меѓуетничките односи и се стабилни, се на високо ниво. Но ако земеме сега да погледнеме од друг дел како би биле тие меѓуетнички односи за кога се во прашање помалку бројните заедници, тогаш веќе тука може би да биде малце и подруга ситуација, иако немаме, значи, нешто што би било врзано со некое насилство и такви проблеми, меѓутоа сепак се уште се соочуваме и постои одреден вид на како да кажам дискриминација, директна, индиректна многу, каде што во тој дел, дури во извештајот на Европската комисија, иако се оценува состојбата со меѓуетничките односи дека е стабилна, се наведува дека за помалку бројните заедници, за да се сочува мултиетничкиот карактер на нашето општество, мора да вложат напори сите политички фактори. Значи, од една страна и од нивната оценка, да кажеме, од надвор е окей, добро е, но има, значи, штом вика дека мора сите да вложат напори за да го сочуваме мултиетничкиот карактер на нашето општество, значи дека сепак постои одредена, да кажеме, одреден сегмент кој што упатува на тоа. И верувајте, и јас се сложувам со тоа целосно, и во таа смисла се гледа што ќе се случи понатаму со помалку бројните заедници, бидејќи факт е дека доколку не се направи поголемо внимание за поголема вклученост, поголема политичка моќ на помалку бројните заедници, тогаш можеме да се случи да од мултиетничко преминеме полека кон биетничко, бинационално општество. И тука мислам дека и таа нивна дилема, и тоа е тој моментот што реков, генерално окей, меѓутоа има пак некои сегменти кои што можат во еден период, и тоа не да кажам долгорочно, доку и на среден рок, да дојдеме во ситуација кога она што го имаме како богатство, и навистина е богатство од различности, да дојдеме во ситуација кога веќе ќе се изгуби тој дел, а она што луѓето треба да го разберат, барем јас така го разбирам, така и го презентирам често, е дека помалку бројните заедници се тој кохезивен елемент што на некој начин и го чува ова општество и оваа држава. Колку и да звучи грубо, верувајте, многу е тешко, има примери многу во светот држави кај што биле од, да кажеме, бинационален концепт, каде што понатаму дошло до проблеми, раздвојување и слично. Буквално, она што е наше богатство се токму помалку бројните заедници, и тие се тој кохезивен елемент, и факт е дека, тоа е тој многу важен сегмент, меѓутоа и многу други работи, поради што ни е битно да градиме, никогаш тоа е, да кажеме, идеал, еднакво општество за сите, меѓутоа колку што можеме да биде поправедно, и баш во тој концепт секогаш да се работи, да се гради, и верувам дека сме на добар пат. Но треба навистина многу сите да внимаваме од тој аспект, за тоа што го имаме сега, да го имаме и за 50 и 100 години и понатаму.
Да. Кои се вашите заложби за промоција на мултикултурализмот и европските вредности? Па добро, јас во секој случај, ако земеме така, мислам сам по себе со функцијата што ја извршувам, тука веќе од многу аспекти, значи се вложувам и моите активности се во таа насока, дури и порано, гледајќи, еве, кога веќе ги спомнавте европските вредности, без оглед на тоа што ние се стремиме и верувам дека ќе бидеме дел од европското семејство, тие европски вредности и без тоа ние мораме да ги негуваме и да ги градиме тие принципи. Јас, верувајќи во тоа, сум направил и одредени чекори кога што сум трпел одредени последици и притисоци, се со цел да направиме чекор кој што ќе покаже на граѓаните дека сме дека се движиме во вистинска насока, во вистински правец и сега е од аспект на тоа и формалниот дел и во комисиите во кои што членувам се врзани токму пред се за нашите евроинтеграции, европски вредности, а сето тоа врзано и со она што беше и вториот дел околу мултикултурата и она што го градиме ние како општество и промоција активности други. Во тој дел тоа го гледам и со мои настапи, имаме едно видување, можеби јас дека припаѓам на помалку бројна заедница, но колку вака можеби некому ќе звучи апсурдно. Од една страна ги застапувам правата на бошњаците, меѓутоа и другите помалку бројни народи, барам права за нив. А од друга страна зборувам и за граѓанско општество. И некој ќе каже, па тоа не може самиот со себе си контрадикторен. Меѓутоа пак ќе се навратам и преска тоа што го зборев. Со унапредувањето на правата на помалку бројните заедници не се загрозува граѓанското општество. Се унапредува. Тука таа дилема, и мислам и тоа мора да се разбере, дека со унапредувањето на нивните права, нивната положба од сите аспекти, во поглед и на образованието, и на културата, и на правичната застапеност во институциите, политичката моќ, без разлика дали да се во парламентот преку нивно представување, дали во извршната власт, значи во сите сегменти можат само да придонесат кон јакнење на граѓанското општество. И тука мислам дека ќе ме разберете и вие јавноста дека нема контрадикторност. И во тој дел се и моите залагања, на пример, од аспект на градењето на мултикултурното, мултиетничкото општество. Но, од друга страна, и оној дел кој што исто така е многу битен во надминување на сите тие состојби, јас ќе го поврзам ова со нашата вклученост како комитет за односи меѓу заедниците на собранието во СОИРИ од Босна и Херцеговина. Каде ја детектирате дискриминацијата и поларизацијата во нашето општество? Па видите вака сега, дискриминација како појава кај нас може би најмногу повеќе изразена како индиректна дискриминација, која што на некој начин се врзува со она што како ние го градиме младиот човек, односно детето, до она што представува човечки капитал. Бидејќи секако децата од таа страна немаат ни предрасуди, ни поделби, понатаму ние возрастните или образовниот систем, па и медиумите зависи, пошто и на тој простор имаме исто така доста да кажеме некои ајде да ги наречам, не се проблеми, меѓутоа сепак кои придонесуваат во креирање на предрасуди и поделби. И ние понатаму создаваме, за жал, луѓе, еве примерот и ние во собранието често, значи во тие дискусии кога ќе се не водејќи сметка околу начинот на изразување, влијаеме врз младиот човек кон него да израсне во човек кој што понатаму ќе има предрасуди кон различниот, поинаквиот од себе си и во таа перцепција како се гледа он себе си и како го гледа другиот. И за жал ние во тој аспект имаме, значи се уште има каде што луѓето фактички живеат едни покрај други, а не заедно, а не едни со други. И тука веќе тоа се гледа, например, понатаму може да се случува на повеќе начини. Јас мислам примери ги гледав и во училиштата, луѓето тоа не го приметуваат, бидејќи јас се соочував со тоа. Ако се работи, например, во
učilište na makedonski jazik, kada што учат од различни и етнички заедници на македонски наставен јазик, сосема нормално, нели, дека со оглед дека не може секогаш секаде да се формираат паралелки и слично, може да се случи да учениците од ромската заедница седат во последните клупи. Или може да се случи во училишта такви да се формираат класови од, не знам, да не кажам, самите училишта некогаш ги гетоизираат, ги одвојат ромскиве, не знам, бошњачкиве и други деца, во друг клас ќе стават, не знам, ученици само македонци и слично. Тоа никој нема може би да го примети. Нели, не знам, списоци, вака, така се прават, изгледа нормално кога не би се подлабоко да го гледаш проблемот. Меѓутоа, мора да се внимава и од тој аспект. Мора да бидат заедно, мора да се, не може само, да кажеме, одлични ученици да ставаш во едно оделение, во друго оделение само послаби ученици, и тоа вклучително, пак викам, врзани тие послабите со ромскиве деца. Има такви примери, за жал. Сум ги видел. И сега сите тие работи ние правиме, например, еве ова само го споменав, мора да правиме напори да градиме квалитетен човечки потенцијал. Тука голем проблем ни представуваат учебниците, кој колку да сака да каже дека нашите учебници се, не знам, дека немаат такви содржини. Факт е дека имаат, и тоа многу. Самиот имам проучувано. Дури не можеме ние да се повикуваме на име, пошто јас дури ми се случувало и во собрание, кога дискутираме често, дека сум и во комисија за образование, и при тоа да јас, кога веќе ќе дојде до тоа дека нема потреба, не знам, не закон за учебници, не знам, нешто да се менува во тој дел, иако факт е дека и образованието, и па и човековите права, сето тоа е процес кој што треба да се менува и да се унапредува, не може да биде даден еднаш за секогаш. И кога понатаму јас ќе навлезам да им кажувам што има во дел од учебниците, истото тоа да го критикувам, репликите се кои се автори на тие учебници. Сега тука имате и академици, и професори, нормално. Меѓутоа, работава не е битен сега авторитетот што го пишувал учебникот. Може направил грешка, може направил превид. Може, пошто се група на автори, па некој дел пишувал еден автор, друг дел друг. И значи, не можеме ние да се повикуваме, тој академик го пишувал дел од авторите од учебник и тој готов учебник, не знам, света книга. Не можеме така да ги гледаме работиве. Имаме многу работа, моите заложби во таа насока, значи, се многу големи. Еве бев, па баш пред ова да го имаме, бев и на состанок со министерот за образование, и малку и од тој аспект разговаравме околу, да кажеме, проблемите со печатењето на учебниците. И исто така, еве, и тоа може да, иако се работи за технички проблем некогаш, меѓутоа факт е дека учебниците што се на босански, на ромски, на турски, проблем стално со печатење. Недостаток има и кај други, меѓутоа последни што се печатат се за овие заедници. Јас дори еднаш во собрание, и тоа се случува кога нема, нели, она брзи прсти кога ќе се пријавиш за збор. Обично на комисии нема, него се пријавуваме и се води сметка од тој дел. Меѓутоа, секогаш ако останува на почеток ќе зборуваат, мада тука веќе и друг дел од поголемите политички партии, и тука веќе, нели, дали тоа се македонскиве, албанскиве, и сега на крај останува да зборуваме јас, не знам, или од турскава, од ромскава заедница, и реков еднаш на шала, еве, баш беше темава во врска со мултикултурното општество, пак кога ќе отидат медиумите, дека медиумите ќе дојдат на почеток и ќе слушнат изјавите на тие, на првите, на поголемите партии или на поголемите етнички заедници, да не кажам, и нашиот глас нема да допре до никого, дури и таму, може и тоа е еден вид дискриминација. Викам, ќе бараме ние од сега во деловник да биде бидејќи као да се обраќаме први. Мала чисто онака, да кажеме, дигресија, меѓутоа факт е дека во општеството, поради тоа што сами создаваме, за жал, се уште таков човечки капитал, односно возрастни луѓе, да во институциите и слично се случува да ако му дојде некој на одредено предпоставено лице, граѓанин, со едни очи и со една постапка и однос кон него ќе биде ако е тој од ромска или
од, не знам, ајде да не набројувам, најмногу, еве пак, можеби најмногу изразено кон ромската заедница, тој ги споменувам, а друго ќе го гледа ако е припадник на негова етничка заедница, обично нормално е дека најголем број се вработените, нели, во институциите и на функции, македонци и албанци. И сега ние ако дозволиме и понатаму да креираме и во образованието и не им дадеме доволна политичка моќ и сила, не ги вклучиме помалку бројните заедници, бидејќи не е соодветна ни правичната застапеност, тогаш веќе создаваме, значи, продлабочување и на дискриминацијата од една страна, од друга страна се стремиме да го изгубиме ова што го имаме како мултиетничко општество. Спомнавте говор на омраза, некој проект кој што го работевте? Па да, врзано со прашањето, тоа ми асоцираше на она што како Комитетот за односи меѓу заедниците го правиме, малце ете, иако порано тој комитет беше невидлив на некој начин, сега и со некои активности веќе со председателката Пашоли, која што навистина ете од тој дел е многу активна и сака да својата позиција максимално да ја искористи, да влијае врз релаксирање и на состојбите во општеството и вклучување во сите сегменти кај што може да се даде придонес кон јакнење на мултикултурното општество и градење на еднакво општество за сите. И во тој дел преку контактиве со канцеларијата на ИРИ од Босна и Херцеговина, они имале истражување меѓу другите држави и за Северна Македонија, говор на омраза како предуслов за за креирање на насилство и во тој дел институционален одговор на Македонија, каде што има направено истражување, група автори од кај нас, во кое што веќе тие детектираат одредени проблеми, тие се најмногу концентрираат на образованието. И дел од тие забелешки, може и во разговорот ги спомнавме, меѓутоа исто така и тие ги анализира и дел од учебниците, исто така. И во тој дел ние гледавме да се вклучиме, да видиме и каква е состојбата и на терен. На тој начин остваривме средби со одредени училишта. Прво, сакавме таму кај што има позитивни практики и тие позитивни практики на тој начин да ги промовираме и афирмираме. И во тој дел посетивме гимназијата Јосип Броз Тито, тука во Скопје, каде што наставата се одвива на македонски и на турски јазик. И исто така, она што е многу важно, и тоа го потенцираме стално, значи во тоа училиште учениците одат во смени, да, меѓутоа одат, например, прва и втора, трета и четврта. Додека во други училишта имате ситуации кај што одат прва смена македонци, не знам, втора смена албанци или слично. Слични примери. И овој пример навистина е добар, бидејќи тие деца треба да се заедно таму, да се запознаваат. Со нивното поголемо запознавање ќе станат свесни дека имаме разлики, него дека имаме многу повеќе сличности и дека сите заедно можеме многу, доколку се разбираме и познаваме добро, да многу повеќе и да живееме, да соработуваме, да живееме заедно, она што е целта, а не едни покрај други. Го посетивме и основното училиште Кирил и Методи, иако каде наставата се одвива на македонски јазик, меѓутоа во составот на учениците навистина е така, од сите етнички заедници многу изразено, и од помалку бројните заедници, иако учат, значи, на македонски наставен јазик. Се видовме и таму, се видовме со учениците. Јас ќе ви спомнам еден пример како децата од најмала возраст и како добра пракса, мислам, секогаш може едно дете како во тоа училиште, да кажеме, учителката ги научила за мултикултурата. Мислам така, банален пример, меѓутоа многу интересен, вика, мултикултурата е како чорба, како убава чорба. И во таа чорбата е убава, вика дека има внатре се. Има вода, месо, ориз, не знам, морков, незачини и тогаш чорбата е убава, од убави состојки се тоа. И баш ми беше интересно, мислам, примерот, да, во целина тоа е така. Јас тоа го спомнав после на тие некои, кога имавме како работилници, како пример, бидејќи и од еден друг аспект, она што го реков како кохезивност,
што не држи сите заедно и што е богатство. Ако би имале таа чорба од, не знам, само вода и месо, многу лесно може да се оделат. Меѓутоа, кога сето тоа е измешано и со други смеси, зачини, со ова, со она, ти не можеш да оделиш. Секогаш имаш и таму ќе остане нешто и тоа е фактички и поентата да сме заедно и тогаш и да сакаме не можеме да се разделиме, затоа што веќе гледаме дека сме, нели, потребни едни со други, дека такви сме, најдобри, најубави, највкусна чорба. Ама и чорбата е највкусна кога е... И верувајте многу симпатично и мислам, со децата ние сакавме да ги промовираме, бевме и во градинката Фидани, значи со најмала возраст. Тоа е, мислам, единствена градинка во Скопје, што ме во Скопје, верувам, и во целава држава, каде што има групи покрај на македонски и на албански, има групи и на ромски, и на босански и бошњачка група. И тоа е исто така богатство. Како и да е, тие деца малце и ќе се сретнат кога ќе се играат надвор, колегите што работат, сето тоа треба да се промовира и афирмира. И ние, целта ни беше прво тој дел, па потоа имавме и средба во собрание, каде што ги викнавме и представници од тие училишта на невладиниот сектор и разговаравме пак за одредени позитивни практики, но и одредени проблеми и потреби кои што сакавме да ги наметнеме како начин, значи во јавноста и воопшто и ние во собрание да видиме што можеме да направиме за да допринесеме повеќе во развојот на мултикултурното општество во нашата држава. Така, и на крај уште едно прашање, како го оценувате досегашното работење, спроведување на стратегијата едно општество и што според вас недостасува да се направи во наредната стратегија? Па видете, јас повеќе ги гледав некои технички работи, извештаи и некако не бев вклучен во тој дел. Меѓутоа, некако мислам дека фали не само јавност, него и така вклучување и поголема контрола на локално ниво. Некако не видов нешто, освен на креирање на глобални политики, многу битно. Може би, тука јас сега од тој аспект можем и така да го разберам. Прво треба да се направи рамката и да се на повисоко ниво да се креираат глобални политики, значи во сите сегменти што се однесуваат на извршната власт, министерствата, па сега понатаму мора тоа да се спушти малце подолу во локалните самоуправи, за да дојде тука во тој дел да се видиме кај сме, што сме, за да бенефитото, тоа го почувствуваат и граѓаните, бидејќи факт е дека и во локалните самоуправи исто така се случува уште повеќе изразено неголи во државната администрација. Ако земете правична застапеност, имате општини кај што имаш, во случајов има општини кај што без малку 20% бошњаци се, немате вработено ниту еден. Истото верувам дека има општини, например, ако се земе по број на вработени, и со ромската заедница, и со турската, значи, во оние општини каде што се нормално мнозинското население, македонско или албанско, правичната застапеност е, да не кажам, повеќе од страшна. Сега, кога сите тие рамката која ќе се направи горе и кога ќе се направат задолженија и за локалната самоуправа, со нормално некогаш треба, значи, да се користат и тие механизми не само за надзор, туку и за како да кажам, одговорност, па и за непочитување на законот и со казни, тогаш верувам дека треба дека тие работи ќе ги почувствуваат и граѓаните. Исто, но добро е, за некои работи има влијание, например, во делови кои што се однесуваат на препораките и во културата и во образованието, но мислам дека треба малце за да отиде тоа доле на едно по ниво, викам пониско, од аспект на хиерархијата, ако земеме така, односно ние што се во најголема комуникација со граѓаните, а тоа е локалната самоуправа. Ви благодарам, господине Рамчиловиќ. Се надевам дека ќе останеме и понатаму во контакт за некои наредни интервјуа и соработки. Ви благодарам и на вас за поканата. Мислам дека успеавме на некој начин
да презентираме некои работи, да им доловиме на граѓаните нешто што е навистина многу важно, со кое што сите понатаму ќе се чувствуваме и порелаксирано, а и ќе овозможи и поголем просперитет и напредок, бидејќи секогаш кога имате стабилни односи, кога имате разбирање, може да тогаш се прави напредок и на другите полиња, сепак она што е најбитно за граѓаните е животниот стандард и сите оние други работи што идат со тоа. Ви благодарам уште еднаш.